Добро утро, се наоѓам во Институтот за македонски јазик Крстев Мисирков во Скопје. Наша гостинка во утринската програма Македонија наутре е директорката на Институтот, професор доктор Елена Јованова Груевска. На почетокот на новата година пред се да ви посакам успешна нова 2025 година. Може ли нешто да истакнеме? Знам дека имавте бројни настани, исклучителни, меѓутоа нешто што го одбележа Институтот минатата година. Добро утро, среќна нова 2025 година и среќни божитни празници, па и сите празници во јануари од новава година на гледачите на македонската телевизија. Имам чест, еве во 61-та година од постоењето на македонската телевизија, да се обратам да кажам неколку зборови за вашите гледачи. И тоа со особено задоволство, затоа што македонската телевизија ги следеше сите активности на Институтот за македонски јазик во 2024 година, а не беа малку. Имавме исклучително многу активности. Ние како институт имавме само наши 3 конференции, па потоа имавме настан одбележување на 150 годишнината од раѓањето на Крстев Мисирков заедно со Институтот за национална историја, меѓутоа потоа тука се вклучи и сите национални институти, така што во ноември на денот на раѓањето на Крстев Мисирков сите национални институти всушност заедно овде во институтот го одбележавме роденденот на Крстев Мисирков. Инаку 2024 ја одбележаа 2 големи јубилеа. Тоа едниот е 150 години од раѓањето на Крстев Мисирков и 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Од првото заседание на АСНОМ, на првото заседание на АСНОМ е прогласен македонскиот јазик за службен јазик во македонската држава. И ние всушност цела година чествувавме, меѓутоа тука ќе ги издвојам сега да речеме отворените денови на Институтот за македонски јазик, иако и деновите на Корубин беа во исто, посветени на овие 2 јубилеа. Меѓутоа, значи, отворените денови на Институтот, што се случија во октомври минатата година, всушност 5 дена ги чествувавме не само овие, но и сите други годишнини што беа значени за 2024, поврзани со Гане Тодоровски, со Петре М. Андреевски. Ние сакаме да се подсетуваме на нашите великани и на нашата историја, затоа што од нив всушност ја црпиме силата, енергијата за сите наши потфати што ги имаме. Така што, освен конференциите што беа во рамките на овие денови, ние всушност имавме и ден посветен на кодификацијата, 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Навистина бројни настани, исклучително важни. Првите денови од мандатот, од новиот мандат, знам дека во Институтот сигурно на почетокот на годината имате планирани, меѓутоа и приоритетни активности. Може ли да ги истакнеме некои од поважните каде што навистина ќе се насочите, што е она некако и најпотребно? Значи, крајот на јануари би го почнале со промоции на неколку книги, изданија на Институтот за македонски јазик, на крајот од 2024 се разбира тие излегоа и сега време е да ги представиме на пошироката научна и културна јавност. Значи, тоа е првото што го планираме, па потоа доаѓа 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик, и потоа си следат во текот на годината активностите. Оваа година ќе бидат 10-тите јубилејни отворени денови на Институтот за македонски јазик и 10-та конференција. Во меѓувреме сакам да кажам дека сме исклучително многу заинтересирани за добивање нови проекти од Министерството за култура, прво за Министерството за образование и наука, нашето ресорно,
а потоа дека и нашите изданија повторно ќе бидат поддржани од Министерството за култура за објавување. Меѓутоа, Министерството за образование и наука очекуваме финансиски и секако на секој можен начин да го поддржи прво етимолошкиот речник на македонскиот јазик. Ваков немаме, сега се работи во институтот и очекуваме 25-та да финишира овој проект. Потоа се работи на речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција. Потоа почна веќе собирање на материјали за подновување на електронското издание на толковниот речник и така натаму. Значи, имаме повеќе проекти што се работат, меѓутоа ни треба и финансиската поддршка од ресорното министерство и верувам дека ќе ја добиеме и се разбира мало подновување на техничката структура на институтот. Очекуваме се разбира подновување на компјутерите, на лаптопите и така натаму. Значи, и се надеваме дека оваа година ќе добиеме уште 5 вработувања, од нив до 3 би биле во научниот кадар и тоа би било уште едно освежување по оние 16 што ги примивме нели во 2022 и 2023 година, така што на овој начин ќе се заокружи една бројка, ќе се заокружи онаа бројка што ние замислуваме дека е блиска до идеалната за функционирање на Институтот за македонски јазик и на сите научни области во него. Да, вистина имате бројни активности на самиот почеток на новата година ги набројавте и ви посакувам на вистина успешна 2025 година. Ние медиумски постојано ве следиме и верувам она што кажувате се со единствена цел за да остане пишаниот збор, за да може да се развива научната мисла, особено кога се однесува за македонскиот јазик. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Беше чест. Студио.